Се враќаме во студиото, наш гостин е господинот Зиедин Села. Господине Села, кога зборуваме за платформата на албанците, таа некако дојде изненадно за многу набљудувачи на македонската политичка сцена, па за граѓаните и за јавноста, од нигде, никаде. Критичарите велат, без да навлегуваат во суштината на самата декларација и платформа, во суштината на барањата, велат дека моментот на објавувањето на таа платформа е прилично штетен за опозицијскиот пократ во Македонија, бидејќи на некој начин се киднапирала каузата која во Македонија траеше речиси 2 години, а тоа се секојдневни протести за промена на Никола Груевски. Таа дојде во еден... Зошто се киднапира каузата? Па бидејќи... Ако ова била нивната кауза, во тој случај може да се рече дека е киднапирана е некој си кауза. Нели? Тоа е проблемот, не влегуваат во суштина на таа декларација наша. И не дојде така без да се очекува. Јас, во врска со ова политичка платформа и стратегијата на делување на албанските политички партии, зборувам од 2014. Од кога почнав реформата внатре во ДП. Затоа, за овој настап на албанските политички партии сум зборувал цело време и за време на кампањата. И одма после кампањата, и вечерта кога ги признав резултатите, истото го реков. И не е нешто не најдено ова. Значи, не се работи, сега не знам кои им се целите на таквите на аналитичари. Например, ако зборот вие до господинот Фрчковски, мислам дека едно време господинот почна да се однесува така по не тој Фрчковски кој што беше на времето, нели? Ама изгледа све му било маска. Добро, господине Во Села... моментот кога излезе албанската политичка платформа на албанските политички партии, тогаш се го покаже уште еднаш вистинското него. Излезе против интересите на 1/3 од населението тука. Добро, господине Села, значи ненадејно и изненадно е бидејќи вие прво албанските политички... Знаете што, не може да биде политичка цел да падне Груевски. Ево, не направи Груевски влада. Што да правиме сега? Да си одиме дома? Зошто имаме потреба да направиме влада? Мнозинство. Да водиме процеси. Добро, но вие... Не може тоа да биде цел. Добро, но вие го искористивте моментот, бидејќи вие... Кој момент? Па вие го искористивте моментот, бидејќи критичниот момент не е остварен од вас, господине Села. Вие не протестиравте. Вие немавте никакви активности на терен. Значи 2 години луѓе протестираа секој ден во цела Македонија. Зависи дали сте не следели. Па, мислам дека следев. Ама не сте следели. Од 2014, јас ви реков, јас сум водил кампања, не само 2 или 3 недели. И тоа е голема работа што е направена. Лично од моја страна. Сега, што сакате да тврдите? Дека право, не знам, на демократија, на идеи, на платформи имат само што тие што протестира? Ако нема тоа право. И на крајот на краиштата, ако не јас лично, имаше граѓани кои протестира. И за албанскиот јазик. Таму се ветуваше дека друго ќе биде Македонија. Нема да биде тоа што беше под режимот на Груевски. Од друга страна, хајде да се вратиме малку што ни се случувало низ годините. Која е целта сега? Да останат во друг план сите овие други работи и да продолжиме само со правната држава, специјалното јавно обвинителство, тоа ли сакате да кажете? Во ред. 2006 кога Груевски доби мнозинство, памтите ли што тврдеше тогаш? Да ги оставиме етничките прашања, да се занимаваме само со економија. Од тогаш, 10 години, само со национални прашања се има занимавано господинот. Сега ние нема да дозволуваме некој да дојде пак советување дека, не знам, ќе го симнеме Груевски и ќе ја вратиме правната држава и после да изградиме некој друг Груевски. Нашата политичка платформа, зборувам сега за платформата на Алијансата за албанците, е многу функционална. Знаете ли што бараме ние таму? Решавање на отворените прашања јазикот
И сакаме вистинска децентрализација. За сите граѓани. Фактот што Никола Груевски за 4 години приближно мандат како градоначалник на Зијадин села во Струга има земено 2,5 милиони евра од буџетот, од даноците на граѓаните на Струга. Не се мои пари тие. Тие се на граѓаните на Струга. Тие се парите од нивната улица, од греењето на нивните деца, од училиштата на децата на граѓаните на Струга, албанци, македонци, турци, власи, роми, сите. Нели? Тоа е во нашата политичка платформа. Да, но... И што му пречи ова на било кој мандатар кој ќе зема мандат? Знаеме дека во Македонија, кога зборуваме сега ние со аргументи, или како што некој сака да каже, со гласот на разумот, тоа е помалку важно, поважен е за оние кои се борат за рейтинг, пиарот, популизмот и така натаму. Дали вие со оваа платформа му дадовте еден одличен адут на господинот Груевски, бидејќи можеби он сега нема да успее да состави влада. Не му дадовме адут. Доколку господинот Заев состави влада и доколку ги прифати овие барања, значи ќе се повтори истото сценарио како што се повтори со Кичево и Струга. Значи ќе остане еден терет кој вечно ќе стои на теретот на грбот на СДСМ, ВМРО, ДПМН веројатно на крилата на популизмот многу брзо ќе се врати на власт и повторно истата приказна. Јас пак ќе кажам, не сакам да зборувам толку за суштината на платформата, туку за незиниот тајминг. Ама за суштината треба да се зборува. Тоа е универзално, тоа е генерално, за тоа можеме да зборуваме секогаш. Значи, тоа не е нешто што мора сега. Знаете што, не е вистина дека тоа може секогаш да се зборува, не е тоа нешто што најголемиот губитник во моментот кога зборуваме, знаете ли кој е? Никола Груевски. И ВМРО ДПМН. И јас реков, значи преска. Албанските политички партии треба да изградат став било кој македонски политички субјект кој излегува со тврдења дека издајници го гласавте албанскиот јазик, никогаш да немаат поддршка и да не ни се осмила да се обратат за да прават мнозинство со нас. Со сите ние албански парламентарни политички партии кои сме. Дали во тој случај ќе победи или ќе изгуби, сега не сакам да преюдицирам. Би било тоа СДС или ВМРО, било која тоа да е. Да, но гледаме дека албанската партија која повторно освои најмногу гласови, ДУИ, иако многу изгуби, па нема проблем повторно да коалицира со ВМРО ДПМН. Зошто така не би било за 4 години некоја друга албанска партија? Вие сега се повикувате на принципи, но тие во политиката се менливи. Во таа декларација затоа ви реков, влегувате во суштина. Таму има маса на политичките партии кои треба да функционира не само за овие избори, за секогаш. И постепено нема да се осмела толку лесно албански политичка партија која се нарекува албанска за да излезе против интересите на албанците. Се додека не се исполнуваат овие услови, постои нема потреба ни да функционираат вакви политички партии. Значи, знаете што? Ние пазиме во овој момент да не ни се повторува тоа што ни се случувало во минатото. Зато го зедов примерот од 2006. Нема повеќе да го дозволиме тоа. Не сакаме ние, не знам, добар премиер кој не е толку противалбански настроен, за да велиме да, во ред сега, ево има Заев, е многу, не знам, подруго, не е како Никола Груевски, ќе има повеќе инвестиции кај албанските средини. Не го сакаме ние тоа. Не сакаме да изградиме систем за да никогаш не зависи било кој граѓанин утре од добрата или лошата волја на премиерот. Во тоа е суштината на нашата политичка платформа, што бараме вистинска децентрализација. Не е тоа непознато за овие граѓани. Да, но ние живееме... Локалната самоуправа за времето на бившата Југославија беше нешто такво. Вистинска децентрализација. Даноците, негде 40% од даноците кои се плаќа остануваа на локална власт. Со територијата на општината менаџираше локалната власт. Нели? Тоа треба, и тоа е тренд, и светски тренд на развиените демокрации денеска. И тоа треба ние истото да го земаме и да го имплементираме тука и во држава. Знаете што сакам да ја прашам? После се што се случи, после бомбите кои ги објавуваше опозицијата, после сите
афери, после сите протести кои, како што кажав, траја 2 години, ВМРО ДПМН повторно освои 450.000 гласа. Главна порака во кампањата им беше дека СДСМ сака да спроведе федерализација и дека македонските гласачи треба да застанат против тоа. Но сега, вие со вашата платформа му давате повторно адут на господинот Груевски да каже, еве, цело време бев во право. Што ви кажа? Не се работи за соборување на Груевски, не се работи за борба за демократија, не се работи за човекови права. Албанските партии отидоа во Тирана, им дадоа документ, го донесоа да ја федерализираат Македонија. Јас цело време се борам против тоа и ова е доказ. Каде стои тоа? Јас Влегувате во суштината. Јас зборам на популистички начин, нели? Зборам за кампања. Популистичко треба да се зборува дека тие што ќе ја делат државата и што ќе прават федерализација, се тие политички опции кои имат одбивен однос кон реалните потреби на албанците тука во држава. Не знам дали ги знаете моите ставови. Јас и за време на кампањата су рекол, дајте ми гласови, јас нема да бидам дел од гласа се додека не се исполнуваат овие услови. Ама некој може да тврди, па никогаш нема да се исполнат. Па тогаш во ред. Тогаш ние ќе излеземе од системот. Тогаш ние ќе градиме паралелни институции. Значи, ваквата одбивност кој го имат Груевски, тоа може многу брзо да донесе до ваков феномен. Албанците ќе почнат да бидат непослушни граѓани, нема да плаќат даноци, нашите печалбари една или 2 години да не дојдат тука да не донесат пари, па ќе гледате вие каква криза ќе има Македонија. Нема потреба за вакви работи. Ќе даваме простор на политичкиот диалог. Ама ако се соочуваме и гледаме политички партии кои целава нивно действување е насочено против нас, ние нема да имаме друго решение. И во овој случај кој прави федерализација? Груевски. Нели? Кажете ми, кај албанските партии, кога зборуваме за програмите, и самиот кажавте доминира националниот момент, етничкиот момент, барањата за Тоа се поголеми проблемите затоа. права, но сите партии досега од господинот Имер Салмани навака кога формираше партија после оние претседателски избори каде што освои 150.000 гласа, па потоа крахираше која настапи со една таква програма, па еве и до вашата последна, до како што кажавте вие ги изгубивте изборите, повторно победе Дуј. Може би албанскиот народ, дали сте размислиле дека навистина сака повеќе работа, сака помалку да се иселува, сака подобри услови, сака пари или како што кажа еден господин од Арачиново, не федерализација, канализација. Таа канализација не достига во Арачиново затоа што се албанци. Тоа е причината. Или? И никој не вели федерализација. Да, ја нема сега и во, не знам, некое Струмишко Каде? село и во Штипско Кажи село. се име, ево, Ја нема, Арачиново, сега не ги знам. Вие го спомневте. Па ова е една изјава која беше кога карактеристична за А тоа. кога зборува за Арачиново, тоа е населба на Скопје веќе. Нели? Да. На главниот град. И сега зошто одиме до таму? Ево го имате Скопје 2014 и 200 метра воздушна линија го имате Чаир. И сега ние поделбата веќе е реална кај нас. Федерализација е тоа кога гледаш дека, не знам, во Па да, ја за тоа токму ве прашам за условите во кои живеат граѓаните, за Ама кои граѓани? платите, за примањата. Кои граѓани? Па сите, господине Села, Не е сега баш сите. Не е баш сите. сакате да ми кажете дека во сега не сакам некого да навредам, но еве во Волково или во Сопиште дека и таму имаат проблеми со водовед, таму немаат канализација. Сега не сакам некој можеби ќе се почувствува еве погоден, но и тоа се македонски средини. Сакам да кажам за условите, па емиграцијата најголема кај албанските граѓани. Зошто тоа? Па зашто немаат работа? Бараат работа на запад. Кој ги оставил така? Па им понудивте ли Системи, вие? дали го слушавте прислушкувањето за Сопот? Помеѓу Гордана Јанкуловска и Сашо Мјалков. Дали сте го слушнали тоа? Да. Бомбата на Да, Заев. да. Кога зборуваат за случајот на Сопот и кога Гордана Јанкуловска вели дека нема никаков доказ и невини луѓе лежат в затвор. И кога одговорат Сашо Мјалков дека поред тогаш зошто не ги пуштиме? Гордана Јанкуловска вели не е здраво за системот.
Значи, министрите на ВМРО ДПМН го бранат системот, бидејќи СОПОТ беше направен во времето на СДСМ, нели? Системот тогашен кој монтира политички процес за они од СОПОТ. Зошто? Зошто од СОПОТ? Зошто не од Волково, пример? Кажете ми еден политички монтиран процес кај македонците што се има случај. Има доста... Кој? Значи, Последен, прв и последен, Љубе Бошковски. Љубе Бошковски. Ниеден друг. Прв и последен. И денеска Љубе Бошковски е на слобода. Нели? Има, спомнате се во извештаите и други. Значи, не е само Љубе ние Бошковски. имаме систем во државава кој е насочен против Го дел од имаме- населението. Се извинувам. Значи, Го имаме... во тој систем имаш службеници кои земат и лажни сведоци и вперат пиштол по главите на тие сведоци, за да сведочат лажно. Да ве подсетам. Така се монтираше Само да ве СОПОТ, подсетам. нели? Господин, Затоа не е до канализација. Да ве До подсетам. систем, бидејќи тој систем пак нема да дозволи ни канализација да се изгради, било во Волково, било во не знам, Харачино. Да, но повторно се враќаме на истото прашање. Значи, не кажавте нема. Да ве подсетам. Томислав Кижаровски. Затварањето на А1 телевизија. Тоа се случаи и низа други кои се спомнати во релевантни меѓународни извештаи, во извештајот на State Department, каде се ставени во таа политичка графа. Тоа е Но, пак, еве, Тоа е политичка пресметка. Правите разлика. Обичниот селанец од Сопот ниту беше новинар, ниту му се закануваше на некоја политичка партија дека ќе ја изгуби власта. Какви примери земате сега? Обичен граѓанин од некој изгубено село, добро, ја не знам, кои еве, имаат проблеми за да ја храни фамилијата со леп. господинот Го Ване- земат и го монтират, наводно убиле таму војници на НАТО. Господин- И ден денеска уште го немат добиено слободата. Јас се согласувам за тоа, Епа, не сега, ме немојте разберете сега да- погрешно, Епа, тоа. но еве на пример господинот Ване Цветанов вели дека он е во комитетот за заштита на права на затвореници, дека 80% од луѓето кои лежат во Македонија се невини, дека има такви безброј случаи кои се направени јас се како што за- тој вели на јас- обични Јас граѓани. се залагам и за тоа. Тој вели Сите дека тие граѓани треба да излезат надвор, да бидат обештетени од страна на државата, за секој ден помина таму и не само толку. но тука не се Сите тие кои ги трпеле затвор треба да завршат во нив. За да тука- почнеме, само тогаш ќе почнеме да градиме правна држава. но тука не се бира ни етнички, тоа сакам да ви кажам. Да, се Значи, бира. има многу граѓани кои се велат, сега јас не знам дека се оштетени од системот. Не се само албанци. Поголемиот дел се албанците. Добро, тоа некоја ваша Јас статистика. ви реков. Како ќе му помогне, еве уште едно прашање на оваа тема, на некој албанец, еве, или кој на личност која го зборува албанскиот јазик без за разлика, ако може во Струмица, не знам, на суд да се потпише или во било која институција да напише на албански, а нема работа или зема плата од 200 евра. Значи, дали граѓаните повторно ќе изгубат едно време во решавање на некои етнички Но прашања? зошто треба граѓаните да изгубат време во решавање на тие етнички прашања? Па тие Зошто, бараат решенија. чекај сега, зошто албанскиот јазик е толку голем проблем за македонските политички партии? Не е за... проблем, него дали е Проблем приоритет сега таков, или е Ама чекај сега. приоритет екзистенција, Таков преживување? настап имате. Кога ќе дојде овој приоритет? Знаете ли вие дека живеете во држава која прогласи независност врз база на скратување на правата на 1/3 од населението? Албанскиот јазик со уставот од 74-та беше службен во целава држава, заедно со турскиот јазик. Што зборуваме сега ние? Па да чекаме друго време. Кој е тоа друго време? Да продолжат албанците да мигрират и после да нема албанци тука? Па јас ве прашувам тоа Сега, истото. јас ви одговорам. Но тие мигрираат Како затоа што може? немаат работа. Како нешто- може, според ваша логика? Тогаш, дали српскиот јазик треба да биде службен во целава територија во Косово? Само со 4% Срби таму. Ретро-романите во Швајцарија, 0,5% од населението. Има службен јазик во целава држава, не им смета на 60% од германците за да имат и тие службен јазик. Толку ќе го користат, оние 0,5%. Не знам, италијанците се само 8%. И не им смета на 60% на германците за да има службен јазик и да ги уживаат сите права. Институциите треба да зборуваат.
на двете јазици. Граѓанинот да има можност да зборува со институциите на нивен јазик. Никој со сила не бара македонецот да учи албански. Не, никој не го бара тоа. Македонецот, ако сака да го знае албанскиот јазик, тоа е за него лично, за неговата култура и да го знае соседот. Нели? Со граѓанинот со кој живе. Никој со сила никого не тера за да учи албански јазик. И не е само тоа. Тоа е еден услов, добра волја да се покаже дека вистински имаме сега други политичари кои се разликуваат од овој другиот, од лошиот, кој треба да се замени. А кога сме кај Никола Груевски, во јавноста има информации дека Никола и вие рековте, дека јазикот го имат прифатено. Специјалното обвинителство не го имат прифатено. Нели? Употребата на јазикот во државната власт, во сите нивоа на државната власт е прифатено. Од страна на ВМРО ДПМН. И мислам дека ова е добрата волја дека вистински ние сакаме да градиме држава како што ветувавме кога беше шарената револуција. Да се симне режимот, да, ама не да изградиме нов режим. Да. Историски гледано, ако сакате со историја. Ние заедно сме војувале и против турците, така ли? За да падне тој режим тогаш. Ама некако испадна, после се најдовме себе си заробени во некое друго кратство кој ни дојде тука. После Балканските војни. Имаш цели албански села кои се запалени во тоа време. Песочани, многу други села. И после дојде Втората светска војна и сите народи војувале за да против фашизмот, против режимот, нели? И сите ќе беа слободни. Ама испадна некако дека пак албанците и другите помали етнички заедници не ги добијаат своите права. Да. Добро. И тогаш дојде демократијата, па тие беа комунистите, ние сме друго. Сега дај да гледаме дали е друго. Да. 25 години не е малку. Албанците трпеле, го чувале стабилноста на оваа држава. Мислам дека треба да се седне и еднаш да се секогаш да се решават овие проблеми. Господине Села, ви благодарам за гостувањето во 24. Благодарам за поканата. Почитувани гледачи, ова беше интервјуто со господинот Зиедин Села. Останете со програмата на 24 вести или со телевизија 24.